Добре дојдовте на Слободен печат. Еве дел од содржините што го одбележаа денот. Грција ќе отвори нови шалтери и привремено ќе ја суспендира биометриската проверка на граничниот премин Евзони за да ги олесни гужвите откако новиот систем за влез на Европската унија предизвика значителни доцнења и долги редици. Човекот кој вчера потпали 2 паркирани возила пред бугарската амбасада во Скопје, пошто беше експресно идентификуван од Агенцијата за национална безбедност и уапсен од Министерството за внатрешни работи. Имал тетоважа на стомакот од председателот на Русија Владимир Путин, кој му бил херој и идол, дознава Слободен печат од своји добро упатени извори. Министерот за внатрешни работи Панча Тошковски остро го осуди овој инцидент, нагласувајќи дека насилството нема да биде дозволено ниту толерирано. 3 деца, 15-годишно девојче и незините двајца браќа на возраст од 12 и 9 години, биле пронајдени во безсознание на улица во Куманово, информира кумановската полиција. Според првичните информации, најверојатно биле затруени од вдишување лепак. Девојка од Македонија исчезна кај Штутгарт. Семејството бара помош. 17-годишната Флоринда Зекировски е исчезната од 11 овој месец. Последен пат била видена како заминува на работа во градинка. Учениците се помалку препишуваат. Ова го покажа државната матура годинава, која што помина во најдобар ред, со значително намален број на случаи на препишување, рече министерката за образование и наука Весна Јаневска. Премиерот Христијан Мицкоски очекува ребалансот на буџетот оваа недела да помине на владина седница, а потоа, како што рече, да се најде во парламентот. А еве зошто не треба да му верувате комплетно на ChatGPT. Руски државјани останале без планираното патување во Македонија, откако се потпреле на информација добиена од ChatGPT за визниот режим. Во видеото што се прошири на социјалните мрежи, видно разочараниот патник објаснува дека заедно со сопругата и детето купиле авионски билети од Истанбул до Скопје, резервирале хотелско сместување и изнаемиле автомобил за престојот во земјава. Пред патувањето, тој го прашал ChatGPT дали му е потребна виза за влез во Македонија. Според неговото тврдење, вештачката интелигенција му одговорила дека не му е потребна виза. На аеродромот биле спречени да се качат во авион. Највисокиот суд во државава се соочува со сериозен недостиг на судии, финансиски проблеми, но и со тужби од вработени кои во судски постапки бараат 4.280.000 денари, односно околу 70.000 евра, покажува конечниот извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2024 година на Врховниот суд. На 16 јуни 1943 година во местноста Чаир кај Моклиште, во близина на кавадаричкото село Ваташа, се случи едно од најстрашните злосторства врз цивилното население во Македонија за време на Втората светска војна. Тој ден бугарските окупаторски сили стрелале 12 ваташки младенци, момчиња на возраст од 15 до 28 години, обвинети дека им помагале на партизаните. Навршуваат 83 години од масакрот во Ваташа. Годишен вработен во јавното претпријатие Комуналец Гостивар загинал при чистење на одводни канали во атарот на селото Горно Јеловце. Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши на денешната пресконференција во владата соопштија дека турската компанија за производство на автоделови Джаво Automotive ќе гради фабрика во индустриската зона во Тетово, а инвестицијата треба да отвори околу 500 нови работни места. Дали сте расположени ова лето да продавате сладолед? Еве одлична шанса за вас. Има уште слободни локации за продажба на кафе и сладолед во градскиот парк. Може да се аплицира уште една недела.
Новите технологии значајно ќе ја зголемат потрошувачката на електрична енергија во светот. А во таа насока ќе биде и растот на потрошувачката во Македонија. До 2040 година македонската потрошувачка ќе се зголеми за дури 26%, се процените на Светската банка, која вчера одржа ден на меѓународната финансиска корпорација. Украина и Молдавија официјално ги започнаа пристапните преговори со Европската унија. Шведска усвои закон за мигранти, кој не се однесува правилно, ќе биде протеран. Рускиот уметник и карикатурист Семјон Скрепецки, познат по своите дела во кои се подсмева на рускиот претседател Владимир Путин, беше убиен вчера во Источна Полска. Полските медиуми објавија дека 44 годишен руски државјанин кој живеел во близина на белоруската граница бил убиен во напад што личел на екзекуција. Полицаец во Мисисипи убие едногодишно дете. Пукаше во колата во која беше мајката поради наводна кражба на пелени. Дали знаете која песна од Балканот стана светски хит? I'm from Bosnia, Take Me to America. Песната на дубиоза колектив деновиве може да се слушне на улиците, на стадионите и на социјалните мрежи низ Северна Америка. Снимките од босанско-херцеговските навивачи кои во еден глас ги пеат стиховите од познатата песна станаа вирални, а интересот за навивачката атмосфера отиде толку далеку што за неа почнаа да пишуваат и големите светски медиуми. И BBC се импресионираше од песната, посвети специјална објава. Од убавите вести, денеска издвојуваме. Дипломираниот архитект на престижниот универзитет во Венеција, Тарик Семси, кој е етнички турчин по потекло од Деварско, испише историја. Стана првиот странец советник во општина Венеција. Толку од мене, многу повеќе ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.